Разбирате ли што е барањето на Бугарија во врска со именувањето на јазикот? Се чини дека тоа што како формулација е содржано и во оваа изјава која што е приклучена на заклучоците од Советот на Европската унија, па и на овие два документа кои што ги споменуваме, ги усвои бугарскиот парламент и бугарската влада во октомври 2019, одат дури надвор од рамките на тоа што е формулација во билатералниот договор за добрососедство, а претходно и во декларацијата подпишана од премиерите 99-та година. Тоа е најригидната одредба во декларацијата на бугарскиот парламент. Значи, јас морам да ви кажам наискрено, која ја прочитав по прв пат, едно 2-3 пати се навраќав на таа формулација. Не можев да верувам дека во 21 век некој некому може да му спори дека неговиот јазик се нарекува така како што самиот го кодификува и го практикува со децении наназад. Македонскиот јазик е историски факт и е потврден на меѓународно ниво од 1974 година. Тогашна Југославија, како членка на Обединените нации, има декларирано 3 официјални јазици на својата територија. Македонскиот е од тогаш влезен во номенклатурата на ЮН, значи важи за најголемата светска организација во која се практично сите држави членки кои постојат на земјинова топка. 77 она што е цитирано во Преспанскиот договор, таа ЮН конференција во која македонскиот јазик се афирмира, исто така на меѓународно ниво е 3 години подоцна, тоа само констатира нешто што е претходно гол лингвистички и практичен факт. Не би рекол политички факт. Значи, неспорен факт е исто така во рамки на јазичниот комплекс дека 46-та година првата, не втората комисија предводена де факто од Блаже Коневски го кодификува македонскиот литературен јазик. Тоа се факти тоа се завршени работи. Тоа се факти за кои не може да се отвара дебата.